Почитувани гледачи, на моje големо задоволство, наша денешна гостинка во емисијата е Ана Стојановска, театролог, писател, редовен професор на Факултетот за драмска уметност во Скопје, моментален уметнички директор и претседател на собранието на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Ана, добре ни дојдовте во емисијата и ви благодариме за што прифативте да бидете дел. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Посветивте книга на личност која што многу ви значи и приватно, лично како човек и професионално, или за кого велите дека многу научивте да пишувате. Може ли да ни споделите дали беше тежок патот за да се стигне до ова прекрасно издание? Да, Чашуле приказнувачот оваа година го виде светлото на денот, како што сакаме да кажеме. Ова е еден вид на хибридна монографија, ке наречеме, која што не беше толку тешко во процесот, затоа што е работена со љубов, а кога работите со љубов нема тешкотија. А беше долг процесот затоа што се заветив себе си од мигот кога Чашуле замина 2009 година дека ќе ја направам оваа книга, еден вид на аманет мој до него, затоа што не само што ме научи да пишувам, ме научи да бидам подобра во сите работи што ги работам. Монографијата е создавана, да речам, во тек на време од 2009 година па наваму и како што поминуваше времето, самата се обликуваше според околностите, контекстот и сето она што јас го правев. Може ли да ни споделите која е лекцијата или советот кој што Чашуле ви го подарил во тие години на комуникација, кој што до ден денес може да се каже ви одзвонува, ќе го слушнете, ќе се потсетите во одредена ситуација? Па првото, тоа е во самиот наслов се гледа на книгата. Јас зборот Чашуле приказнувачот што го ставив беше дека јазикот ни е даден да го чуваме и ние писателите треба не само да го чуваме, туку и да го збогатуваме. Тоа е првата работа, затоа и го измислив тој збор приказнувач. Втора многу важна за мене е тоа дека се може во светот да се направи со кроткост, добрина и мудрост. И третата работа, пишувај секојдневно. Затоа што за секој писател, за секој уметник е многу важно да го држи ритмот на своето создавање. Тоа најчесто се прави на тој начин, кога во текот на денот, покрај сите обврски што ги имаме, треба да му се обрнеме внимание на нашето најмногу она што го сакаме, кај мене е пишувањето. Така што тој совет најмногу го паметам и во однос на самото пишување секогаш беше напиши фикција, сите да мислат дека е вистина. И тоа мислам дека е сршта на целата уметност сушност. И тоа многу успешно го правите во вашите романи. Од минатата година, како што споменав, станавте уметнички директор на фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп. Враќање дома беше мотото на првото издание кое што вие го раководевте со вашиот тим. Годинава веќе се подготвува новото издание, 58-то, и овој пат одите со уште една многу силна порака или мото: промени се, промени се. Верувате ли вие во промената на македонскиот театар и дали е тоа, сметате ли дека секој од нас, секој чинител во театарот воопшто што го создава во Македонија може да биде дел од таа промена? Па ако не верувам, нема да ја напишам, нели? Сметам дека го слушам советот на Маргарет Мид, познатата антрополог, која што кажа дека немојте да мислите дека мал број на луѓе не можат да го сменат светот, токму тие и тоа го прават. Да, времето е сериозно, со полно искушенија и предизвици, меѓутоа сметам дека до секој од нас доаѓа моментот кога треба да одлучиме ние да ја направиме промената. Сметам дека на театарот постојано му треба промена. Театарот е медиум кој што се менува и се прилагодува на новото време. И сметам дека и фестивалот, и јас, и тимот во фестивалот е подготвен за таа промена. На кој начин? Тргнувајќи од себе си. Значи, она што сме го научиле, создаваме и го правиме во текот на деновите, убаво е да го менуваме, да го истражуваме и испитуваме во самото секојдневие. И сметам дека театарот, а посебно и фестивалот Војдан Чернодрински, може да придонесе нешто кон таа промена. И затоа сметам дека ова издание ќе бидеме малку поразлични од минатото, заради токму тој мотив, порив да се промени нештото. Не е ова наивно размислување, не е, сепак сум поминала долго време во театар, сум поминала долго време истражувајќи го театарот и сметам дека ни фали само мал поттик за да тргнеме кон промената.
Како уметнички директор, една од вашите обврски е да ја следите македонската театарска продукција, значи што работат националните театри, меѓутоа будно ја следите и независната сцена. Каква промена им посакувате на театарските куќи? Факт е дека поминавме еден неубав период на пандемија, сето тоа многу се одрази на уметностите, особено на изведувачките како што е театарската. Па им посакувам корените промена, затоа што сметам дека некако одиме, односно тапкаме во места, во одредени. Не сите, меѓутоа повеќето, да речеме, театри и посебно институциите. Ни фали сериозна репертуарна политика, тоа мислам дека постојано го споменувам во секој интервју. Ни фали сериозно размислување што сакаме да направиме со театарот, кој да е тој театар. Ни фали да се обрнеме внимание кон домашниот драмски автор. Ни фали да обрнеме внимание кон тоа каков ни ансамблот и што може да направиме со тој ансамбл. И мислам дека системска промена ни фали. За жал дојдени сме до тоа дека овие работи кои што се случувале со години, некои се добри, некои не сме ги исправале во текот на времето, туку сме дозволиле инерцијата да не повлече. Затоа на секој театар, посебно на младите театарски уметници, им посакувам да го носат жарот во себе си за промената, да колку што можат да влијат во театарот во Македонија и да не се обесхрабруваат, затоа што во повеќето ситуации системот сам не обесхрабрува да работиме. И сметам дека е многу важно денес да се обидеме да тргнеме малку по храбро. Тоа може би пак ќе се навратам на чашоле, затоа што сакам уште да го споменам во тој контекст. Секогаш беше тука за помладите, секогаш беше тука да ги поттикне да работат. Колку пати со мене седел да ме тера да го сработам нештото, затоа што сум изгубила желба, ме демотивирала стварноста, реалноста што се случувала. Меѓутоа, најважната работа беше тоа дека треба да си истрен во тоа што го работиш. И навистина бевте истрена и упорна, затоа што сепак години поминаат за да излезе и ова да изгледа така како што изгледа. Сега ќе се осврнеме малку и на вашето творештво од аспект на литературата. Романите Ние, Лебед, Јас или Отпосле се ваши дела. Дали можеби во моментов имате простор за да создавате простор, време, да си го дозволите за себе, да создавате можеби нов роман? Па мислам дека минатата година завршив еден роман, тој се уште не е објавен. Токму е тој оној моментот како што го почнавме интервјуто, пишувај постојано. Независно што јас самата себе си се убедив дека штом работам на фестивалот Војдан Чернодрински, малку моето пишување ќе остане во позадина, ќе го паузирам, ама тоа беше само мојата желба и идеја, која што не се реализира, бидејќи не можете да го исклучите писателот во себе си, не можете да го исклучите моментот на создавањето. Пишувам секојдневно, пишувам поезија, мислам дека скоро и секојдневно, затоа што најверојатно мојот дух е таков, поетски, тоа се гледа и во романите. Романот е завршен, се вика Неколку тишини отпосле, еден дистописки роман, прв пат решив да ја земам дистопијата како предизвик во пишувањето, затоа што се обидувам секој роман да го пишувам различно. Јас или после една сложувалка, диалози во еднина, не го спомнавме, кој што е обид за да се напише нарација со помош на диалог. Лебед, кој што мене искрено ми е најдраг, не од позиција дека најмногу го сакам, сите ги сакам еднакво тие романи, меѓутоа затоа што извади еден нов поглед на свет и нов поглед на творештвото, на креативноста. Ние, кој што е сосема различен по пишувањето, и сега дојде овој кој што е дистописки. Така што се надам дека некогаш ќе го објавам. Јас обично имам трпение кон своето создавање. Ги чекам моите романи да им дојде времето кога ќе дојдат. Меѓутоа, не сакам да го заборавам пишувањето, така што ми се случува постојано и во тек, или имам одредена активност и знам да направам пауза, дека нешто ќе напишам во тој момент, затоа што така дошло да го напишам. Колку ви исполнува педагошката работа? Вие сте, веќе колку години? 21. Така. Имате можност и привилегија, би рекла, да работите со нови генерации, со нови млади луѓе во една многу креативна дејност. Убаво ли е чувството да се пренесува знаење? Најубаво. Многу ја сакам својата професија, тоа го знаат моите студенти. Единствено не сакам испити, тоа го знаат моите студенти. Сакам многу да предавам, сакам многу да се дружам со нив.
и да се караме и креативно да создаваме заедно. Мислам дека тоа е една од причините зошто ја имам таа енергија во текот на секојдневието да ги правам овие работи, затоа што сум во комуникација со тие млади луѓе. Секогаш учам од нив, не само што тие учат од мене, така што сметам дека сум благодарна за својата професија и благословена што ја имам на некако. Верувате ли дека токму уметноста, културата можат на младите во овој суров свет да им помогнат повеќе? Да, иако секојдневието не демантира секојдневно, многу е тешко, посебно за младите луѓе денес да живеат во ваков свет. Но она што јас го научив од коле и ќе го кажувам до денес е дека и без оглед на се, без оглед на целата таа на сите тие црнила околу нас, ако можам така да кажам, човек мора да верува во добрината, во уметноста и во убавината. Наједноставно е да се биде негативен, наједноставно е да се биде површен, наједноставно е да не ве интересира ништо. Меѓутоа, сепак сме човечки суштества и посебно човечки суштества што создаваме и сметам дека уметноста, креативноста, добрината може да ни помогнат токму во тоа. Ана, ви благодарам многу и мислам дека со убава порака го завршуваме разговорот. Ви посакувам уште поубаво издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински и успех во се што работите. Ви благодарам многу.